Вкупно 39 припадници на Министерството за внатрешни работи постапиле погрешно по пријавите за семејно насилство кои досега биле поднесени против Стојанче Јовановски, сопругот на Ивана од Скопје, која на почетокот на март годинава почина по пат од балкон со нивната 6-годишна ќерка Катја. Известувањето од МВР за утврдените пропусти кај полициските службеници веќе е доставено до основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција, а ќе биде дадено на постапување на јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања. Во врска со конкретниот случај, Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи утврди пропусти во постапувањето на 39 полициски службеници кои постапувале по пријавите за семејно насилство. Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди достави известување до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во меѓувреме, од ОЈО информираа дека известувањето од МВР е доставено до обвинителството во текот на вчерашниот ден, а ќе биде дадено на постапување на јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција. Во Кривичниот суд Скопје вчера почна судењето на сопругот на Ивана и татко на Катја, Стојанче Јовановски. Обвинетиот призна вина за делата на нанесување телесна повреда и загрозување на безбедноста, но не и за кривичното дело наведување на самоубиство, кое му се става на товар. Судскиот процес го води судијата Ивица Стефановски,